Ден на сообраќајната култура, повик за колективна одговорност, совесност во однесувањето на сите учесници во сообраќајот. Со поскапувањето на горивата, зголемен е бројот на велосипедисти и граѓани кои користат електричен тротинет како превозно средство. Колку се безбедни? Во Битола дебата на Техничкиот факултет. Ружица Ѓошевска со информациите. Ружица, какви се оценките? Токму така, Сузе, да, по повод 11 мај, светскиот ден за сообраќајната култура, на Техничкиот факултет во Битола се одржа тркалезна маса, на која што седна експерти од областа на сообраќајот, потоа представници на РСБСП, како и представници на СВР Битола. Општо заклучокот е дека најголем престап кога станува збор за управувањето со електрични тротинети, која што и тема беше во фокусот, е правата децата кои што управуваат со нив на возраст од 8, 10 и 12 години, всушност оние кои што и не би смееле да се движат воопшто во сообраќајот со електрични тротинети, понатаму заклучокот е дека воопшто помеѓу сите возрастни генерации кои што управуваат со вакво превозно средство има сообраќајна некултура, меѓутоа и апел до сите градоначалници во Македонија за прилагодување на патната инфраструктура. Сузе, овде предлагам да ја слушнеме изјавата на професор доктор Зоран Јошевски од Техничкиот факултет. Од вкупно анализирани преку 1320 возачи на електрични тротинети, само 7% биле под наводници исправни возачи на електрични тротинети, односно ги запазиле сите безбедносни норми. Возачите на електрични тротинети се почесто ги гледаме на коловозот, заедно со останатиот моторен сообраќај, што представува сериозна опасност како по нивната безбедност, така и по безбедноста на останатите учесници. Често можеме да забележиме деца од 10-12 години кои што управуваат електрични тротинети, а тоа не смеат да го прават, бидејќи минимумот на возраст е 14 години. Видете само еден парадокс. Електричните тротинети може да се движат со брзина не поголема од 25 км на час. А ние дозволуваме како држава увоз на електрични тротинети со 1,5 киловати кои што можат да развијат 70-80 и повеќе од 100 км на час. За жал, резултатите, Сузе, покажуваат и дека само 7% од испитаниците покажале сообраќајна култура, додека 93% непочитување. Од РСБСП пак апелираат до родителите воопшто да не им се купуваат ваков тип скапи играчки како електричните тротинети на своите деца, поголема работа во однос на домашно советување во насока на сообраќајната култура, меѓутоа и задолжително одвојување на велосипедските патеки од пешачките патеки, исто така измени во законските одредби, нивно допрецизирање, како например наместо да се вози со 25 км на час, да се намали на 20 км на час и да не се дозволува управување на лица под 16 години. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата од председателот на РСБСП, господинот Горан Геловски. Во 2025 година вкупно сообраќајни незгоди на територија на Република Македонија, каде што учесници се тротинети, има 147. За жал, во една сообраќајна незгода, едно лице возач на електричен тротинет го загуби животот, 32 учесници се со тешки телесни повреди, 112 се со телесни повреди и 2 сообраќајни незгоди се со причината материјална штета. Во првото тромесечие од 2026 година вкупно случајни се 12 сообраќајни незгоди со учесници на електрични тротинети, од кои тројца возачи на електрични тротинети се здобиле со тешки телесни повреди и 7 се здобиле со телесни повреди. Да, тоа е статистиката, инаку за жал, Сузе, секојдневно можеме да забележиме и родители кои што ги превезуваат на тротинетите и своите деца, и тоа со голема брзина, нешто што никако не би смеело да се случува, а инаку општиот заклучок од денешната дебата е дека системот не е се уште подготвен за прифаќање на нови форми на мобилност. Студио? Ружица, благодарам, очекувам дека во 17 часот ќе ги слушаме и ставовите на учесниците во сообраќај.